Во Центарот за култура Трајко Прокопиев во среда на 19 ќе се одржи промоција на книгата Радоста на постоењето од авторката Симона Петреска. За неновото дело разговарам вечерва со неа. Добро вечер. Добро вечер и ви благодарам на поканата. Добре дојдени сте во нашето студио во секое време. Кажете ни први нешто за вас да ја запознаеме кумановската публика со она што вие го работите. Па, јас сум Симона Петреска, ја напишав книгата Радоста на постоењето, тоа е мојата прва книга. Инаку работам како мотивацијски говорник, меѓутоа исто така и работам како животен тренер. Во моментов работам со мои клиентки, еден на еден, но наскоро планирам нешто многу поголемо. Каде може да најдат за овие еден на еден сесии, да ги кажеме? Можат да пратат мејл на мојата мејл адреса, исто така и на мојот контакт телефон, но тука си социјалните медиуми, тоа е Facebook профилот и мојот Instagram профил. Одлично. Кажете ни најпрвин, ова е ваше прво дело, Да. за што станува збор во книгата и што ве поттикна да го создадете? Па моето прво дело го опишувам односот на енергијата и материјата, односно влијанието на мислите и емоциите врз секојдневниот живот на луѓето. Од секогаш ме интересирала метафизиката, студирав и психологија, меѓутоа тоа не беше во моментот на студии тоа мене што ми треба и тоа што го барам. Со години се едуцирам самата, читам многу автобиографии од познати научници, читам сознание и мислење на голем број на филозофи низ историјата и денес. Гледам инспиративни видеа, документарни видеа и сите тие ја потврдуваат оваа вистина на живење, дека се што ни се случува и животот кој што го живееме во овој момент е резултат на нашите минати емоции и нашите минати мисли. Тоа е една многу интересна тема која што представува и мојата вистина на живење и затоа таа вистина на живење која што јас ја живеам, сакав да ја преточам во хартија и сето тоа излезе сосема случајно. Книгата почнав да ја пишувам во септември минатата година, затоа што ја многу пишувам мрачно. Бидејќи кога се пишува рачно, умот сваќа сериозно дека сакаме некаква промена во вас. И кога ја исто така, кога пишувам мрачно, сите тие сознанија побрзо можам да ги запоменам. Потоа викам ќе куцам на лаптоп и после некој време си реков зошто ова јас што го знам да не го напишам на хартија. Книгата ја пишував до февруари минатата година и потоа мојата прва мисла беше издавачката куќа 3. Се јавив издавачката куќа 3, кажав дека напишав книга и ми рекоа во ред, донеси ја книгата или прати ја книгата, првичната верзија да видиме дали ќе ни се допадне. Потоа после неколку денови ме контактира, ми напиша во секоја реченица, јас чувствувам емоции, јас ти верувам во сето тоа што го имаш напишано и сакаме да соработуваме. И така започна нашето патешествие. Значи книгата е издадена во соработка со издавачката Куќа 3. Кој друг помогна во издавањето на оваа книга? Па затоа што ова е мое прво дело, делотрошоците требаше да ги поднесам и самата, така да во голем присрет ми излегува маличи груп и бесконечна благодарност до нив. Каде може да ја најдат книгата читателите, гледачите? Да, мојата книга може да се најде во сите продажни места на книжарницата 3, потоа во книжарниците на литература, книжарниците на антолог, но исто така и на книга.мк. Всушност, таму и најдов некои информации за вашата книга првично, бидејќи е нова. Имавте промоција во Скопје, како поминавте таму? Па, промоцијата во Скопје се одржа на 27 мај, поминав на вистина убаво, ја организиравме во хотелот Парк. Беше многу возбудливо и многу емотивно, бидејќи воедно тоа беше мојот прв контакт со книгата, кога ја видов оваква печатена форма. На мојата промоција присуствува моите најблиски и навистина бев премногу благодарна и среќна што го живеам тој момент. Дали имате идеи за некои нови дела, нешто што следно би напишале? Па да, веќе почнав да пишувам ново дело, имам напишано неколку страници. За разлика од мојата прва книга Радоста на постоењето, насловот веднаш ми текна како ќе биде, меѓутоа сега се уште немам наслов.
Книгата сега што ја пишувам е со слична тематика, но бидејќи моите спознанија од времето кога ја напишав оваа книга до сега се зголемија, се предлабучија, прочитав уште доста книги кои што чија што вистина се поклупува со мојата вистина на живење и едноставно станав инспирирана да почнам да пишувам и ново дело и многу сум среќна бидејќи текот на мислите ми да е многу мазно. Се надоврзуваат една мисла кон друга мисла. Бидејќи пред малку во разговорот спомнавте дека дел од читателите што веќе имаат прочитано книгата исто така имаат најдено вистина за себе од вашата вистина што вие имате споделено. Какви се реакциите на читателите што досега имаат прочитано книгата? Па кога извадив оваа книга, секако дека ми е значена финансиската добивка, меѓутоа си реков доволно е мојата книга да поттикне барем еден човек да го превземе животот во своји раце. Меѓутоа сега не разговараме ние за еден човек, тоа се голем број на читатели кои што ме застануваат, кои што сака да се фотографираат со мене, но најдраго од сето тоа ми е што сака да разговараме на овие теми. Самите тие ми кажуваат и ми сведочат за својот живот дека успеале да пронедат оној дел кој што смета дека треба да го променат во својот живот за да живеат животот со ништата. Меѓутоа, нема некоја волшебна формула, сега сакам вака, сега сакам така и тоа дека се случува преку ноќ. Значи мора да има верба во процесот, правилен фокус и да се движиме свесно кон целта. Вака умот ни е составен од 5% свесен ум и 95% подсвесен ум. Тие 5% не водат ни секојдневниот живот. Например, сите сакаме да сме здрави, сите сакаме совршена љубовна врска, сите сакаме да живееме во изобилство од пари, да работиме некоја работа од соништото, но најчесто реалноста која што живееме не е во согласност со тие 5% и наши желби, 5% свесност. Што се случува тука? Значи, тоа се 95% на подсвест која што е нашата програма или парадигма и таа не води кроз процесот. Всушност, целта на ова патешествие е декодирање на тие 95%, за да може потоа тие 5% што ги посакуваме да ги реализираме. Бидејќи во животот никогаш не го добиваме тоа што го сакаме, него тоа што сме уверени дека го заслужуваме. И затоа најчесто реалноста е спротивна на нашиот живот, меѓутоа добра работа е што сето тоа може да се промени, затоа што тие програми најчесто сме ги добиле до 7-та година од нашиот живот, бидејќи до 7-та година се што ни доаѓа од нашата надворешна средина, значи тука почнувајќи од семејството, од пријателите, од фамилијата, од образовниот систем, кажуваат некои нешта и некои нивни начин на гледање на животот, а поготово од нашите родители, ние го прифаќаме како некој наш начин на живот, затоа што тие ни се родители, ние безусловно им веруваме. На 7-та година се создава тој аналитички ум, тој е дел од свесниот ум, кај што ние можеме да расудуваме, да разпознаваме што е добро за нас, малото дете го нема. Потоа со појавата на аналитичкиот ум, тоа е едноставно како некој вид на капаче во умот и тие 95% не водат понатаму низ животот. Меѓутоа, како што кажав, сето тоа може да се декодира, бара многу време, многу работа, меѓутоа тука не правам муавет за некоја макотрпна работа дека е тоа многу тешко. Едноставно треба да сето тоа да се прави со голема љубов, почнувајќи од љубов према себе си, љубов према сите ближни и најважно се исто така да се верува во процесот. Дека јас уверувам дека тоа е мојата вистина на живење, сето напишано ја го применив на себе и полека се што сакам остварувам. Ако душата е земја, вие сте нејзини земјоделци, посејте и љубов и гледајте како во вас завладува хармонија. Ова е извадок од вашата книга, кој што се надевам ќе ги заинтригира нашите гледачи во среда во 19 часот да дојдат во Центарот за култура на промоцијата на книгата во Куманово. Најавивте дека нема да застанете само со Куманово, туку дека сакате да ја промовирате книгата и во другите градови во нашата земја. Да, па после мојата промоција во Скопје, како прв град што го одбрав за промоција на мојата книга е градот Куманово, меѓутоа во план ми се посета на поголем број на градови низ Македонија, секаде каде што ќе сака да присуствувам. Јас со задоволство би присуствувала и би била гостинка дури во рурални средини, за да можам да
успеам барем малку да ги поттикнам луѓето да сватат дека им треба промена во животот и како да ја направат таа промена. Симона Петреска, Радоста на постоењето е книгата која што ја напиша. Ви благодарам за ова ваше денешно гостување во Дневникот, во нашето интервју. Се надевам пак има прилика да се видиме. Ви благодарам на поканата и со задоволство ќе бидам повторно дел од вашата телевизија.